Правиме се што е во наша моќ во овие тешки времиња на европска должничка криза да помогнеме секаде каде што можеме. Спроведуваме реформи во повеќе области. Ќе продолжиме со нашата поддршка иако ова е тешко време, за да им се помогне на граѓаните. Ова го изјави премиерот и председател на ВМРО ДПМН кој пред жителите на Драчево зборуваше за она што досега е сработено и за реформите и мерките кои предстојат. Баш од тука од Драчево потекна една иницијатива за легализацијата на дворните места, се сеќавам. По €1 квадрат. И како што правевме и подоцна со законот за легализација на диви градби, колку што знам тука ги има доста, кои што со овој закон го решаваат својот проблем. И како што правевме во многу други ситуации, каде што ги слушавме граѓаните за она што чувствуваа дека може да се подобри, дека им е најпотребно, како што, например, беше во ситуацијата кога по многу информации и апели дојдовме до идеја да ги намалиме акцизите за увоз на автомобили и другите давачки, да овозможиме огромен број на граѓани да го подноват да купат нови автомобили и во градот и во државата да се поднови возниот парк. И во многу други ситуации, меѓутоа покрај овие имаме и одредени стратешки приоритети кои што постојано ги тераме, перманентно ги тераме со цел со сите напори што ги вложуваме да се подобрат, како што се да речеме реформите во судството и реформите во администрацијата. Дел од мерките во судството стапија во сила, а останатиот дел ќе се реализира следната година. Во делот на администрацијата, посочи премиерот, се стеснува просторот за манипулации. Воведен е интероператибилен систем, што значи крај на долгото чекање по шалтери и лутање од една до друга државна институција, а предметите почнаа да се издаваат во законски рок. Груевски потенцираше дека реформите се спроведуваат, а владата ќе продолжи со поддршка за граѓаните и потсети дека пензиите и социјалната помош ќе бидат дополнително зголемени. Министерот Тодоров ги потсети драчевчани на досега реализираните проекти кои не биле спроведени со децении и најави дека наскоро во населбата Драчево ќе се отвори пункт на брза помош со нови возила и со вработување на нови лекари. Сакам да завршам со уште еден проект кој што планираме да го спроведеме овдека во Драчево, а тоа е проектот за набавка на нов современ апарат за биохемиски анализи и отварање на биохемиска лабораторија. Договорот е веќе потпишан и очекувам во најскоро време и овдека во Драчево да отвориме таква биохемиска лабораторија. Во општина Кисела Вода предвидена е изградба на неколку спортски сали, нови училишта како и реконструкција на улици.